Со Лазар беше многу поинаку. Тој е роден на 22 декември, јас сум родена на 27 декември. И всушност мене ме пушти од болница на 27 декември, но си отидов сама, со празни раце. Бебето остана во болница, бидејќи беше во инкубатор. Тоа чувство на страв, на измешани емоции, на трепет, на зошто јас си одам сама дома, а бебето е во болница, никогаш нема да го заборавам. Дојдов дома, можам да кажам дека ми бил најлошиот роденден до сега, 32 години полнев тогаш. Здраво, здраво! Вие гледате уште една епизода од видеосеријалот на Бекутан, големите приказни на малите херои, посветен на месец ноември, месец кога ги славиме предвремено родените бебиња. Во месецот на предвремено родените бебиња зборуваме за нивната храброст, но и за храброста на нивните родители. Денешна моја гостинка е Маја Кикириткова, мојна дизајнерка и инфлуенсерка, која што со нас ќе го сподели нејзиното искуство. Таа е мајка на две деца, Лазар и Ева, и двете предвремено родени. Здраво, Маја. Здраво, Сања. Најпрво ви благодарам за поканата и навистина ми е чест и задоволство што сум ваша гостинка и ќе позборуваме на темава за предвремено родени деца. Најнапред би сакала да те запрашам дали постоја некакви индикации дека прво Лазар, а после и Ева ќе бидат предвремено родени бебиња. И во едниот и во другиот случај имав уредна бременост и воопшто не постоја никакви индикации дека моите деца ќе бидат превремено родени. Се течеше во најдобар ред. Со Лазар одев на јога за трудници, каде што 2 пати неделно бев така поактивна, пешачев, одев редовно на контроли, се беше во ред, но во една вечер, 22 декември, поточно едно попладне, се спремав да одам на јога за трудници и во 5 часот отидов во тоалет и видов дека сум прокрварела. Тогаш сопругот не беше дома, беше пред новогодишно во кафана со пријатели и мислев дека тоа не е ништо страшно и ништо сериозно. Се јавив на мојот доктор Тофовски, и ми рече немој да паничиш, значи дојди во болница, јас сум дежурен, и веднаш се упатив на клиника, не му се јавив на Александар и отидов сама во болница, но крварењето стана се пообилно и пообилно. И всушност јас сум имала абрупција на плацента или одлепување на плацента, кажано народски, каде што мораше да се направи и тенцарски рез. Овде беше во прашање мојот живот или животот на детето, дури во еден момент докторите прашуваа доколку дојде до тој случај кого да спасуваат и кого да изберат, или нормално. Не можам да замислам како се чувствувал сопругот во тие моменти, но ете се случи тоа што се случи. Во 20 часот и 10 минути на свет дојде Лазар со итен царски рез и детето беше прилично долго во инкубатор, околу 40 на дена. Во тие моменти навистина не знам што ми се случуваше, имав многу измешани емоции. Знаев само дека е во вистински раце, дека е во раце на еден стручен тим кој што ќе се грижи за него и ќе дадат максимум се од нив за да нели биде се во најдобар ред. А кој беше моментот кој што најмногу ти се врежа во тие први моменти од раѓањето на Лазар, потоа и на Ева? Најтешко ми беше првиот најтежок момент ми беше кога јас всушност го родив детето, јас него ни видов, него ни допрев, веднаш го зема, го ставија во инкубатор и неколку дена буквално лежев во болничка соба, каде што јас не можев да го видам детето. После итен царски рез, после царски рез, нели нормално треба време за родилката да се опорави, бидејќи сепак тоа е нели операција. Но јас станав веднаш, не знам која сила беше во прашање тоа, што веднаш станав од кревет и почнав да се движам по болничките ходници и барав да го видам детето. Но во тој момент не беше возможно да се види првиот или вториот ден. Сега јас навистина не ни знам кој ден сум го видела детето, но некако успеав да се изборам таа моја борбена сила, дури на моменти
бев спремна и да се карам во болница, само да отидам и да го видам детето. Не знам, тоа само мајка може да го направи за своето дете. Како се чувствуваше ти тогаш? Чувствуваше некако страв? Беше тажна, беше гневна што ова тебе ти се случи? Бев гневна затоа што зошто Господ ме избрал мене да се случи токму на мене сето ова, но во еден момент па реков можеби со причина е сето ова, затоа што ништо во животот не се случува без причина. Имав измешани емоции, не можам да кажам дека имав страв, не дека немав страв, но не можам да кажам точно во тој момент како се чувствував, бидејќи јас во моментов го имам избришено тоа од моето сеќавање, од мојата меморија и само го паметам моментот кога отидов на неонатологија во просторијата каде што се инкубаторите и сите бебиња кои што лежеа на интензивна нега и го видов детето и ми рекоа мајка не се плаши, можеш да го допреш. Ги дезинфицирав рацете и само мојот прст му го дадов и силно ми го стисна прстот и никош нема да го заборавам тоа чувство на како бебето може да ја почувствува мајката, бидејќи толку долго нели било во мечината утроба. Дури имам и слика од тој момент, бидејќи имаше овде некој доктор кој што ме сликаше во моментов. Тоа е навистина едно трогателно чувство и ова приказна што ја раскажуваш исто така трогателна. Не ја спомнавме Ева, го спомнавме Лазар, не ја спомнавме Ева. Ева исто така е предвремено родено бебе, така? Да, после всушност моите две деца се 2 години и 2 недели имаат размак, разлика, така да кажам. Останав, јас всушност со Ева многу случајно останав бремена, бидејќи имав еден здравствен проблем, така да го наречам, запушување на јајцевод, на десниот јајцевод, и тоа доктор Тофовски го констатираше всушност после пораѓајот, после 5-6 месеци и ми рече сега е рано да размислуваш на второ дете, бидејќи сепак е царски, кога ќе се решиш, ќе направиме едно лапароскопско чистење, не е тоа ништо страшно, ќе го исчистиме јајцеводот и потоа ќе можеш нели нормално да останеш бремена. Вика сега се многу мали шансите со еден јајцевод да останеш бремена, дури невозможни. И јас играв на таа карта, така да кажам, дека не можам нели нормално да останам бремена. И всушност Ева дојде ненадејно, непланирано и кога ми доцнеше циклусот, јас знаев всушност дека сум бремена и купив тест, бев во ателје на работа, купив тест, направив тест и тестот беше позитивен. Не му се јавив на сопругот, туку му се јавив на доктор Тофовски, гневна зошто јас сум бремена, како он ми кажал дека јас не можам да останам бремена. И во тој момент он само кажа, Маја, тоа е по книга, во пракса се случуваат чуда, тоа е Божјо дете. И јас му реков дека јас не сум спремна за тоа дете, бидејќи јас навистина во тој момент не можев да сватам и да дозволам да поминувам низ истото кое што сум го поминала пред практично година дена. Да. Многу е важен тој момент мајката да биде спремна за второ дете. Значи јас воопшто не бев спремна. Јас првите 4-5 месеци од бременост јас не сакав да имам второ бебе. После 5 месеци, всушност некако работите си легнаа сами на себе и почнав да го чувствувам тој мајчински инстинкт. Многу малку се зборува на оваа тема на психолошкото здравје на мајката, но навистина во тие моменти само мајката знае како се чувствува. Нормално тука беше и сопругот кој што ми беше цело време поддршка и морална поддршка и го знаеше моето чувство, но ете, после 5 месеци така некако се искристализира работите. И најверојатно целиот акумулиран стрес и искуството што си го имала со Лазар буди кај тебе некаков рефлекс на тоа, на одбрана дека би можело да ти биде тешко, да ти биде страшно, дека се уште не си спремна и да те ги разбуди сите стравови, зашто сите знаеме што значи да бидеш мајка и кои стравови ги буди доаѓањето на светот на бебињето кај мајка. Баш поради тоа што ми се случи со Лазар, не бев спремна на второ дете. Да беше
се нормално како нормална, нели, бременоста беше нормално порадување, немаше да го имам тој страф и тоа чувство на гнев дека јас повторно можам да се соочам со тоа што сум се соочила првиот пат. Исто и со Ева имав уредна бременост, нормално правевме многу повеќе испитувања, бидејќи веќе имаше позадина сето ова. Секогаш испитувањата беа уредни, но се случи тоа што се случи во истата гестатиска недела, 33-та, са бајле станав, исто, значи, истите симптоми. Истите симптоми, прокрварена, отидовме во болница и мораше да ме направат и тенцарски рез. Во тој момент веќе бев многу уплашена, бидејќи знаев што ме следи од првиот пат. Првиот пат кога ми кажаа дека мора да ме оперираат и тенцарски, некако знаев дека сум во раце на доктори и дека ќе биде се во ред. Но вториот пат, бидејќи поучена од првиот и веќе истражував на темата и знаев што значи предвремено родено бебе во таа гестациска недела, бев многу гневна, многу викав на интензивна нега и само се сеќавам дека на моите зборови во тој момент дека јас не можам и нема да дозволам моето бебе да излезе од мојата утроба. Во тој момент една сестра дојде и рече: "Мајка, те молам, многу е сериозна работата, животот на бебето е во прашање, немој да се бунтуваш, можеш само поголеми проблеми да ја направиш", и повеќе на сето тоа не се сеќам ништо што се случило. За разлика од Лазар, Ева ми ја дадоа да ја допрам на образ и тој прв контакт со неа беше одма после пораѓајот. Ева не беше во инкубатор, беше само на обсервација, 8 дена на обсервација. Одев, ја посетував, ја допирав, дури мислам дека еднаш или два пати ми дадоа и да ја кренам во раце и да ја пробам да ја дојам, но го немаше тој момент на допир кожа на кожа кој што сега го практикува. Да, значи тоа беше пред 6 години со Ева, со Лазар пред 8 години. Го немаше тој допир, не дозволуваа тогаш во болница да се направи контактот кожа на кожа мајка со бебе. И сега се поминуваат сите тие стресни, травматични денови во болница, денови на исчекување, и се доаѓаат бебињата дома. Какво беше чувството кога прво Лазар дојде дома, па после Ева? Какви беа тие први денови? Почувствува ли Маја некаков спокој, дека сега малку работите се променати, постои некаква сигурност? Со Лазар, значи со Ева си отидовме заедно дома после 8 дена и некако беше нормално и спокојно дека мајката излегува со бебето од болница и дека веќе е во својот дом. Со Лазар беше многу поинаку. Тој е роден на 22 декември, јас сум родена на 27 декември и всушност мене ме пушти од болница на 27 декември, но си отидов сама со празни раце. Бебето остана во болница бидејќи беше во инкубатор. Тоа чувство на страф, на измешани емоции, на трепет, на зошто јас си одам сама дома, а бебето е во болница, никогаш нема да го заборавам. Дојдов дома, можам да кажам дека ми бил најлошиот роденден до сега, 32 години полнев тогаш. Потоа на Нова година отидовме во болница и пред инкубатор заедно чекавме Нова година. Божик славевме сами и после одреден период, не знам точно кој датум беше, го земавме Лазар дома и кога дојде дома, тоа беше едно толку кревко и мало човече што јас не можев ни да го кренам затоа што беше премногу мал. Мислам, и Ева беше премногу мала, но друго е со второ дете, а друго е со прво дете кога ќе го земеш во раце. И јас цело време, значи додека он беше во болница, се измолзував, одржував лактација, бидејќи навистина ми беше битно детето да конзумира мајчино млеко. Знаев колку е тоа здраво за него и за неговиот раст и развој, поготово за предвремено родени деца. И цело време одржував лактација, имав навиено телефон на 3 часа да ми звони аларм, дури навечер се будев, исто како бебе, нели, кога цица. Го замрзнував мајчиното млеко, бидејќи подоцна многу ми се најде во
многу ситуации. И кога го земавме бебето, јас всушност имав лактација, имав млеко, го ставив бебето на града, па не знаев како да го ставам на града, па овде имав една советничка за доење, Даница, која што постојано бевме во телефонска комуникација, каде што ми кажуваше како да правам, дека не може бебето да цица, како да му ја поставам устата на мајчината брадавица, бебето постојано спиеше, јас мислев дека тоа е нормално, и она ми кажа дека он е премногу мал и дека нема сила да се разбуди, дека треба да го разбудам за да му дадам мајчино млеко, дури на некој подој му давав со шприц мајчино млеко, полека капка по капка, па следниот да се доцица практично со града. И всушност јас првите неколку месеци бев постојано со пумпа и со дете на града. Значи, таман сум го надоила детето, пошто тоа траеше долго, тоа дете е многу мало и нема сила да цица. Дошло време за втор подој, па за трет подој и постојано јас дома само доев. Значи, јас ништо не правев, освен да дојам дете и навистина не жалам за тоа, затоа што, децата се израснати во здрави, прави, нормални деца. Маја, може ли да споделиш со нас нешто околу предизвиците и проблемите во првите години? Како родител и нормално Лазар и Ева како предвремено родени деца? Искрено немавме некои проблеми со децата, ние родители со сопругот со децата. Зборувам здравствени проблеми. Затоа што редовно ги носев на контрола, прима вакцини. Знам дека вакцините кај предвремено родените деца се пролонгира за колку гестацијски недели, всушност децата требало да се родат. Заостануваа во развој и двајцата, што е многу нормално за предвремено родените деца. Ева до година и 2-3 месеци само седеше, не ни лазеше, и тука веќе ме фати паника, зашто моето дете физички никако не е активно. И го однесовме на еден физиотерапевт, нема да именувам, и многу ме исплаши, како детето е неспособно, детето е рахитично, дека детето сме требале да го носиме многу порано на физиотерапија, како ние сме биле несовесни родители, а јас цело време детето го носев на педијатар од тоа што ми беше пропишано. На сите пропишани прегледи. Дојдов дома и навистина почнав да чувствувам некоја вина, како јас сум дозволила сето ова да се случи. Дали ви се верува дека после 3 дена, ние као имавме закажано за следната недела да почне со третмани, после 3 дена од која однесовме кај физиотерапевтот, Ева почна да лази и после 5 дена прооде. Колку еден нестручен човек може да направи мајката да се чувствува неубаво и всушност да си стави во глава мајката дека она е виновна за сето тоа, а тоа е најнормална процедура, бидејќи јас потоа се исконсултирав и со други доктори и мене сите ми потврдија дека Ева е нормално, здраво и право дете и дека детето не е рахитично, дека детето само е предвремено родено и како и сите деца не треба да правиме споредба. Некои деца ќе проодат или ќе пролазат поспоро, некои порано, но побрзо, извинете, но некои воопште не ни лазат, одма стануваат на нози и почнуваат да одат. Така да, мој совет е секогаш барајте второ и трето мислење. Никогаш не се ослонувајте само на едно мислење. Тоа беше така нешто како некој предизвик во однос на јадење. Почнавме со коригирана возраст, како што всушност и предвремено родените дечиња пробуваат вкусови со јадење. Никогаш не сум имала проблем со јадење, нити со едното, нити со другото дете, што е многу олеснителна околност за еден родител, за една мајка, бидејќи во моје обкружување има премногу родители кои што децата и се големи, па уште се прибирливи за храна. Че никош не сум имала проблеми, моите деца се баш големи гурмани, како и родителите. Така да не сум имала некои проблеми, нити здравствени, нити па така некои посериозни. И како што кажа Лазар и Ева се веќе големи гурмани, среќни, безгрижни, прекрасни, убави деца.
кога ќе погледаш назад, кој е тој момент што најмногу те радува низ овие сите години како мајка? Најмногу ме радува што ме избрале мене да бидам нивна мајка, затоа што искрено повторно да требаше ова да го минувам, повторно би го избрала истиот пат, затоа што со овој пат заедно созравме. Значи, они созраа како деца и ние созреавме како родители. И јас пак на никој не би го посакала ова да му се случи, бидејќи е навистина тешко и тој што не доживеал, не ни сакам да доживее, но не може да знае како во тие моменти се чувствува еден родител, поготово мајка, но јас искрено повторно би го избрала истиот пат, бидејќи знам дека моите деца се премногу борбени деца и тоа се гледа и сега. И колку се своеглави, колку на мајка им. Со глава во зид, значи се удира кога треба нешто да се добие, кога треба нешто да се направи. Дали Лазариева знаа дека се предвремено родени дечиња? Дали им го имаш кажано тоа, им имаш кажано тоа приказна или сметаш дека се уште се мали за ти? Во неколку моменти, значи на еден 17 ноември и реков дека денес имен празник, а зошто мама денес не е празник? И реков, па вие сте предвремено родени дечиња, што значи тоа? Викам, па ништо, викам, ете, само порано сте се родили отколку другите дечиња што сте родили. Аха, само на нас не е празник или на другите деца? Викам, не, само на тие што се предвремено родени дечиња, викам, но се уште сте мали за да ја разберете целата нели приказна околу предвремено породување, така да кога ќе дојде време, мислам дека ќе го објаснам сето тоа. Не сакам детството да и го оптеретувам со некои... Со твоите болки. Да, со работи кои што мислам дека не се соодветни за нивна возраст. Во ред. И сега малце да преминеме на поширокиот круг од твоето семејство, односно колку семејството, колку сопругот беше поддршка во моментите кога Маја се бореше за сопствениот живот, за животот на низиното дете, додека Маја ги имаше сите стравови во себе насобрани. Можам да кажам дека сопругот беше и се уште е огромна поддршка, бидејќи секогаш беше присутен овде, во секој момент. Всушност, децата колку што се мои, толку се и негови, и јас мислам дека колку јас се грижам за децата, толку треба и сопругот да се грижи. И не можам да кажам во ниеден момент дека ме оставил сама, и во тие психолошко тешки моменти додека ми било, дури и во моменти кога требало на дете да му се даде измолзено млеко со шише или да се смени пелена или да се причува дете, па јас како мајка која што ми било потребно да излезам после 2 месеци од раѓањето на детето, да излезам на 2 часа со пријателка за да си го избистрам мозокот. Во ниеден момент не ми рекол ти си мајка, твоето дете го земавме пред месец дена од болница и треба да седиш дома. Дури настојуваше да излегувам почесто, бидејќи знаеше колку тоа значи рестарт за една особа и колку е битна тоа излегување од дома и потребата да се дружиш со некој кој што не ги има твоите проблеми, кој што да ти ги избегаш од имаш реалноста која дома. што Да, токму така. Така да можам да кажам дека беше целосна поддршка и се уште е, дури до ден денес чува деца, за да може некаде да отидам. Јас ние немаме никаква помош, моите се во Штип, на сопругот родителите се починати, така да ние сме сами овде, немаме, дури до ден денес се смееме кога треба некаде на некој настан да се оди, тоа треба една поголема организација, или мајка ми да дојде да ги причува децата, или пак моиве децата да ги однесеме во Штип, затоа што кај нас нема од денес за денес ки се договориме, ајде ки излеземе. Или излегува он, или излегувам јас, или сме дома. И тоа е тешка операција, организацијата, кој кога, така. Како, дали заедно, дали без деца. Маја, што би им препорачала на сите оние родители кои што се соочуваат со ваква состојба, односно состојба на предвремено родени бебиња? Пред се да не молчат, да зборуваат гласно, бидејќи колку повеќе се зборува, толку повеќе може да се добие помош, бидејќи за се во животот
доколку го потиснеме длабоко во себе и не побараме помош, нема да знаеме како да го решиме проблемот, да веруваат во своите деца, бидејќи тие мали бебиња се огромни борци и никогаш нема да ги изневерат, нити во првите денови од животот, нити пак понатаму. И сопругот секогаш да биде една огромна поддршка, бидејќи децата се и на двајцата родители, не се само на мајката. Така. Ова што кажуваш постојано да се зборува, ти зборуваш постојано. Колку ти помогна да создадеш поголема свесност преку твоето јавно присуство како инфлуенцерка? Јас зборувам и гласно од кога е роден Лазар. Можеби не сум била толку многу влијателна во тие години како инфлуенсер, но сепак сум била влијателна како моден дизајнер, кој што луѓето ме знаеле и ме препознавале. Тогаш не беа ни толку активни социјалните мрежи, но сепак зборував на таа тема и ќе продолжам да зборувам. Сум најдувала на многу ситуации каде што мајки ми пишувале, ме прашувале за совети, имале премногу страв, дека не можат со некој да поразговараат на тема. Значи, до ден денес се зборува буквално на таа тема. Дури има една Facebook група каде што е мајки на предвремено родени бебиња и навистина е загрижувачка бројката колку предвремено родени бебиња има во нашата држава. Не знам на што се должи тоа, но кога ќе ги слушнам нивните приказни како бебиња од 700-800 грама се избореле и сега се големи деца, сваќам дека секоја мајка незината болка е најголема. И не можеме овде да правиме компарации и споредби, всушност чија болка е поголема, дали кај мајката со бебе од 800 грама или кај мајката со бебе од килограми од 800 или од 2 килограми 800 грама. Значи, секоја мајка поминала низ едно психолошко растројство, јас така да кажам, не само мајка на предвремено родено дете, секоја мајка има една траума позади себе, која што во некој момент можебе ја потиснува, но ќе дојде момент кога ќе ја рефлектира и врз околината. Затоа мислам дека треба да се зборува гласно, затоа што колку повеќе зборуваме, болката не ја задржуваме внатре во нас, туку ја споделуваме со околината и мајката станува една нормална и свесна мајка, која што здрава мајка за да може да израсне здрави деца, бидејќи доколку немаме здрава мајка, немаме здрави деца. Многу е важно мајката да се чувствува дека не е сама, дека има поддршка, така што ваквите заедници на поддршка и на споделување на искуства покажуваат и даваат некакво и спокојство и поголема храброст за се што треба да се помине полесно. Сега Маја, обично луѓето кои што се присутни на социјалните мрежи понекогаш ги доживуваат како агресивни, знаеш, во насока дека еве сега Маја ќе криткова известна, ќе ни каже на нас како треба да се однесуваме и што треба да правиме. Како реагираш? А реално такви напади и такви осуди постојат, колку и твојата намера е чиста и искрена со цел да им помогнеш на луѓето кои што се наоѓаат не само во оваа ситуација, туку и во други слични ситуации. Како реагираш на таквите напади од луѓето? Порано реагирав многу болно, навистина ми беше тешко, бидејќи не знаев да се ги канализирам емоциите, но сега веќе воопшто ништо не ме допира, затоа што за мене тоа се неизживеани луѓе кои што седат пред компјутер или пред телефон и постојано куцаат. Доколку ти имаш време да седиш и да куцаш, не се го гледаш приватниот живот. Никој не се дрзнува да напише, општо зборам, никој не се дрзнува да напише убав коментар, но секој ќе се дрзне да напише нешто лошо. И тука нели секоја мајка или индивидуа ќе го свати тоа лично. Имаше ситуација пред многу години каде што јас имав ставено слика на социјалните медиуми од двата царски реза
и порталите ја превземале сликата, еден портал ја превземал, по тој портал уште сите други, каде што Кикириткова се соблече гола. Значи насловот гласеше на самата Добро, тоа ради сензационализм. Да, за да може нели да биде малце по да. И привлечно за токму за така. читање. Каде што луѓе кои што воопшто не ни кликнале на постои група на луѓе кои што воопшто не ни кликнале на статијата да ја прочитаат. Па овде имаше погрдни коментари. Тие што кликнале, само она ли е мајка, само она ли раѓала со царски рез. Зошто, која е потребата она ова да го става, да го пишува, што ние, што сме родели природно, не сме царици. Значи, некои коментари што во тој момент мене толку многу болно ми делува на мене, бидејќи тоа се случи уште додека Ева беше мала, уште имав измешани емоции, хормони и навистина тешко ми падна сето тоа. Сега веќе воопшто не ме допира ништо. Што и да напишат, а има такви кои што пишуваат постојано, што и да напишат, значи народски кажано, од едното ќе влезе, од другото ќе излезе и тоа. Но мене најголемата болка ми е што не сум само јас овде. Утре ден моите деца ќе имаат социјални медиуми, ќе бидат достапни телефони, бидејќи јас телефони на децава не дозволуваме во сегашни години. Но ќе прочитаат нешто за нивната мајка. Овде имам родители кои што можат да прочитат, па да го сватат на некој друг начин сето ова. Значи не сум само јас во прашање, затоа многу бирам што ставам и што постирам на социјалните медиуми, но некогаш нешто ќе излезе од контекст и ќе го превземе некој или некој ќе се најде да искоментира и од овде ќе се надоврзат уште милиарда коментари, така да колку можам, значи се дистанцирам од сето тоа. Како што заклучивме без разлика каква и да е добра твојата намера, од другата страна не знаеме на што ќе наидеме и на каква реакција. Маја, следи моето последно прашање. И би сакала, ако можеш со една реченица да опишеш едно ваше семејно патување. Значи, ти, твојот супруг Александар, така беше, и Лазар и Ева. Со една реченица можам со еден збор да опишам. Со еден збор, кампинг. Кампинг. Ние сме веќе 2 години интензивни кампери, значи никогаш во живот не сум кампувала нити јас, нити сопругот. Нити личиш на човек што тоа би го сакал да го прави. Но, значи... сега се навлече. Да, пред 2 години купивме кровен шатор. Буквално, значи, поубаво чувство од кампинг нема. Децата во овој момент, кога ќе ги прашаш дали сакате да одиме на одмор во хотел или на камп, значи во еден глас, тоа е без размислување се кажува дека е камп. Веќе букиравме одмор за 2026, уште пред месец дена. Така да, навистина, тоа незаборавно искуство, таа слобода која што имаат децата на кампинг, тоа звездено небо со милиарда звезди не може да го замени ни еден хотел. Така да, моја топла препорака, поготово за деца кој не пробал, но треба да го сакаш тоа и да уживаш во тоа и да знаеш што носат и предизвици, нели, за кампувањето, бидејќи има ситуации каде што врне, има невреме, значи треба и многу тимска работа, бидејќи ние кога одиме на камп, сите четворица учествуваме во средувањето околу кампирањето. Значи не сум само јас, сопругот, овде се вклучени и децата, и они помагаат. И децата да бидат вклучени во сите процеси. Да. Маја, ти благодарам за ова инспиративна и трогателна исповед, би сакала да кажам, и што го сподели со нас твоето искуство. Благодарам и на вас за поканата и се надевам дека мојата приказна и ќе мотивира многу повеќе мајки и родители да не се плашат од самите предизвици кои што ги носи предвремено роденото дете и да зборуваат повеќе на оваа тема и затоа што емоцијата која ќе се изнесе е многу подобра. И да не забораваме дека во месецот на предвремено родените бебиња, секоја бебе носи голема приказна, а дека љубовта, поддршката и надежта се неговата најсилна терапија.